Започна чистењето на коритото на реката Тополка. Екипите ги отстрануваат наносите од сите критични места на потегот од Пашин мост до игралиштето во Превалец. Надлежните предвидуваат да се насправи насип со цел да се спречат евентуални поплави кои би предизвикале поголеми проблеми. Досега е изчистен потек од околу 1 километар. Се работеше на 6 локации, 3 локации над Пашин мост, 2 локации, односно местност викана Каранослиица, на 2 локации кои што се наоѓаат кај Стара Нонча Камишова и моментално се наоѓаме во Превалец, каде што се надеваме дека овој насип ќе биде доволна заштита за поплавите кои што беа предизвикувани од река Тополка во изминатите години. Од јавното предпријатие Лисиче и локалната самоуправа вела дека се работи на коритото на реката Вардар. Екипите веќе интервенирале на насипот од левата страна на мостот кај Башино село. Стручните служби веќе извршиле увид на оваа локација, а во предстојниот период ќе се работи на сите критични места. Не ние само овој потвор што го работиме во моментов работиме и во Велес на делот под железниот мост, каде што правиме и тука регулација за санирање, за да може да ги спречиме надојдените води на реката Вардар во соработка со владата на Република Македонија. Ние ќе продолжиме со санирањето на критичните точки на доштеченијето на реките што би можеле да представуваат во наредниот период проблем за населението и за непречено движење на сообраќајот во Велес, меѓутоа и во околните места, онаму каде што има потреба и ќе реагираме и како што реагиравме претходно и сега ќе реагираме. Жителите и собствениците на земјоделските површини се надеваат дека по интервенцијата нема да се повторат проблемите од минатото. При мали врнежи од дожд, значи поготово горниот дел речната корита на реката Тополка се изливаше и овој дел сиот го фаќаше и самото игралиште, меѓутоа постои опасност и за голем дел на куќи овде. Од тие причини баравме да го чистиме речната корита на реката Тополка, значи се надевам дека ќе го немаме тој проблем. Следната година е предвидена ревизија на речните корита која ќе ја извршат стручни екипи, а со цел да се направат дополнителни интервенции ако е потребно, за да се спречи опасност од поплави во целиот Велешки регион.